Ние во моментот имаме страшни проблеми на терен со чести кражби. Кражби кои што за да продаваат железо за 100 евра, прават десетици илјади евра штета. Ајде да кажеме и да ги занемариме парите кои ќе се споредат со безбедноста, се намалува безбедноста во сообраќајот. Она на што јас и лично ќе инсистирам е да целиот коридор 10, новата пруга, од двете страни има огромна непристапна ограда, како да ги намалиме овие немили настани на чести кражби. И прво, буквално на дневни основи се случуваат кражбите, и после кога ќе фатат некој, со цели фамилии одат во суд, па немојте. Како немојте? Пред недела дена, јас се возев лично во обиколка на скопските пруги, во едниот правец споминавме, за назад имаше ставено камења. При голема брзина и при не дај Боже, патнички воз, секакви сценарија немили се можни. И ова е нешто за кое што јавен апел праќам, дека ќе се фокусираме максимално да ги трнеме овие штетни појави и дури ќе иницирам измени во кривичниот законник, каде што се што е поврзано со железничка инфраструктура, дали се кражби, уништување или било какво загрозување на безбедноста, казнените одредби да бидат 2 до 3 пати поголеми од овие кои што се сега, заради тоа што човечкиот живот нема цена, а најмалку се сакаме да го положиме како сигурност на некои банди, дали од оваа страна или од онаа страна на пругата, кои што редовно ги вршат овие плячки. Некои првични минимални сознанија за чија инволвираност може да биде, веќе ги споделив до МВР, и понатаму тие ќе постапуваат, меѓутоа предизвикот да се справиме со овие банди Сметате дека се организирани тие групи? Дека се организирани тие групи, сметате? Работи за организиран криминал.